Ластојцата, орелот, штркот, страчката и гугутката. Чита Александар Станојков. Кога и создал Госпо пилците, гугучки, ластојци и сите друзи што се наоѓаат по земјава, и благословил секое пиле да си прави седело за да си неси јајца и да се изведи пилиње. Штом зеле благословот од Бога пилците, си отишле секое за кај што беше од Бога кажано да си живеи и да се плоди. Секое според благословот од Бога ватило да си прави седело. Прејќи им си пилците седела, секое одело да види како го прави другото пиле, дали како што го правите, да речеме, чавката седелото, го правите страчката, дали поинаку таа го правите. Од сите седела што се правеја од пилците, најарно и најздраво го правила ластојцата. Чунки таа беше се одбрала прво арно место, кај што дош, ветар, сонце и друга некоја лошотија да не и го ваќа. Ластојцата беше заватила да го прави седелото под некоја спила, кај што да не може ништо да и влези во седелото. И го почнала да го прави со кал и сламчиња суј од трева. Секое пиле што и го виде седелото која го правеше ластојцата, ја заблазуваше и ја фалеше. Се прочу ластојцата по сите пилци што беа, и секој одеше да види и урнек да земи, арно ама никој не повтувало да почни како ластојцата со кал да го прави. Слушајќи орело фалбата од птилците за седелото од ластојцата, му се посакало да појди ка ластојцата и да види како го прави седелото. И пошол. Кондисал над спилата кај што го правила ластојцата седелото и ја викнал при него. Здраво и живо, ластојцо, и рекол орелот. Знаеш нешто што дојдов јас при тебе? Здраво, спола и Богу, орле, му рекла ластојцата. Ако ми кажиш, ќе знам зашто си дошол. Сум дошол да ми кажиш како го правиш седелото, ја рекол орел. Мори сестрица ластојце, за јас да го направам така како твоето, чунким твоето било многу здраво. Тука чув од другите пилци, твоето седело било најарно. Повели братко орле, му рекла ластојцата, долу под пештерава и види го како го правам. Што треба да го видувам, и рекол орело. Кажи ми со збори толку, и да го видам, пак тоа си е. Арно, братко орле, му рекла ластојцата. Лели неќиш да го видиш, да ти кажам. Јас го правам седелото со кал и суи сламки од сено, залепено под стенава долу, за сонцето да не ми го греит, дожд да не ми го врни и да не може да се прибери некоја гад до него. Ете, така го правам, по брате ме орле, ако сакаш, ела да го видиш. Море, леди, со кал го правиш? Му рекол орело на ластојцата. Што да го видам? Не сум будала да лапам со устава кал и да лепам на спилите, кај што сонце не ќе ме види и дошт не ќе ме пороси. Збогом која така по сестримо. Така е рекол орелот на ластојцата и си летнал. Та си пособрал прачки суи и си направил седело на една највисока стена. Не би час, ја втасал штркот и тој да ја прашат како да го прави седелото како неа. Од која се поздравиле со штркот и ластојцата го поканила да дојди и да види како си го прави седелото таа, та и тој да си го направи. Арно ама, која чул штркот и со кал го правила ластојцата седелото и со сламки, му се згнасило и си одлетал без да види. Си пособрал и штркот троја суи прачки, та си направил седело на некоја висока ехла. По малце време е дошла и страчката кај ластојцата, за да ја праша како да го прави седелото. Застанала на спилата и ја викнала при себе ластојцата. Од која седнале, сториле здраво живо, ја прашала како да го прави седелото.
Ластојцата и кажала како што му кажала на орело и на штркот. Ами ако не, сега ќе одам во батакон кај што ме тераш, е рекла како дори да се криви и со уста и со снага. Да лапам кал со уста и да лепам на камењено, санки ми го испила чавка умот. Зар малце прачки има по земјава да си збирам и седело да си правам, да ќе одам во батакон, како што одиш ти, сестрица Ластојце, атр да не ти остане. Како ти е мило, сестрице Страчко, така прај си седело, и рекла Страчката, и си летнала си собрала троа прачки и си направила едно седело на врвот од нека висока топола. Во тоа време стасала и гугучката. Помози Бог, сестрице Ластојце, и е рекла. Што чиниш, како си? Здраво, сполај Богу, сестрице, е рекла Ластојцата. Вие што чините? Ние, сестрице, ништо не сме сториле, и рекла гугутката. Чунти не сме направили уште седело, туки сум дошла при тебе за да те прашам како да си направам седело. Сите пилци вашето седело кај туку го валато ти си го правила многу јако. Та затоа дојдов да те молам, мори сестро, ако е кабил да ми кажеш како да си направам едно седело арно како твоето. Те колно, мила сестро, ако не ми кажеш. Мори сестричке гугучке, ами како не ќе ти кажам? Ја рекла Ластојцата. Ела заповеде да го видиш како го правам, чунти уште не ми е допраено. Што треба да го видувам? Ја рекла гугучката. Мори сестро, ами кажи ми со што го правиш и како го правиш, да јас сама ќе гледам и ќе правам. Лели така, слушај сестро да ти кажам. Ќе појдиш кај блато на онаму ја и ќе земиш фусто од здрвената тиња што има по крајо. Та ќе појдиш под некоја спила како мојава и ќе ја залепиш калта на стената. Така ќе налепиш еден ред кал и после ќе земиш со уста, уште недокажано, вода да ја топи калта и сламчета става на калта. И ја го пресекла зборот гугутката на Ластојцата, велејќи, знам сега, сестро, знам. Не ќум поеќе да ми кажеш, мене ми текна како треба да го направам седелото. Јас сега си одам. Така е рекла гугучката и си летнала. И ти не ме радуваш, мори гугучко, си рекла сумо Ластојцата. Лели не ме дочека да ти докажам докрај и лели не сакаш да го видиш како го правам седелото. И вистина така станало. Отишла до некаде гугучката, истрела некои пилци кај си пееле зурли турли песни и се запрала и таа да попие малце за да покаже марифето. Откоја погугала малку, си летнала да оди седело да прави. Арно, ама заборавила како е казала Ластојцата и барбаш се вратила назад да ја препраша. Ами ја заборавив, мори сестрица Ластојце, ја рекла гугучката на Ластојцата. Како ми кажа да го правам седелото? Те молам, сестреле, ако не ми кажеш како да го направам. Мори ќе ти кажам, сестре, ја рекла Ластојцата. Туку не знам дали ќе ме слушаш, оти и друзи браќа и сестрички дојдоа пред да дојдиш ти, да ме прашаат као ти што ме прашаш за као да го направиш седелото, и од која му кажав оти со кал и пак не ја дочека глупаата гугучка да ја докаже сето до крај. Летнала како в глава удрена, велејќи како први пат. Ми текна како сега сака да го правам седелото. Ти текна, ама на грозија брање, си рекла со умот Ластојцата. Колку ти текна на орело, на штрко и на страчката, толку и тебе. Сега брго ќе ми долеташ за пак да ме прашаш. Или не верувам да дексаш да го мукнеш клуно во батако, како што го макнувам јас. Ошла до некаде гугучката, пак се повратила при Ластојцата да ја праша. Па јас ти долетав, сестрице, и рекла, да те прашам. Уште колку пати ќе ми долетуваш, мори сестрице, и рекла Ластојцата. Лели не ме дочекуваш да ти докажам, и лели не дојдуваш да видиш како го правам седелото. Ако нема ништо, прекажи ми,
и рекла гугучката. Дебелким ќе врзам во умот како да го направам седелото. Ете така, како што ти кажав понапред, и рекла ластојцата. Ќе појдиш кај блатоно онаму долу, ќе лапниш со клунот роа кал и ќе залепиш калта кај што сакаш да го правиш седелото. Така ќе налепиш еден ред кал. После ќе појдиш пак кај блатото и ќе се напиеш вода, да од таа вода ќе се омекни лепената кал и после ќе појдиш в поле, таа ќе земиш некое и тога не дочека да ја докаже ластојцата за оти треба да најди суи сламки да ја лепи на калта. Ми беше свикала како и понапред. Знам сега, сестрице, знам, сега веќе ми текна како да го направам. И си ошла кај што и било семето за живење. Се нашла со другачките и погугала малце, та после се сетила да прави седело, ама пак заборавила како да го прави. Што рекле старите, што не е од срце, не е при срце. Ај да се заштури, си рекла само со себе. Јас пак заборавив како ми кажа ластојцата да го правам седелото. Ја чекај, пак ќе и појдам да ја прашам. И одлетала кај ластојцата да ја препрашат. Мори, сестрице, јас пак ти долетав, и рекла, за да ми прекажиш како да го направам моето седело како твоето. Не си бери мет, сестре, и рекла ластојцата, што ќе ти речам, атара кои да ти останет. Миле ли ти кажав, ела да видиш како го правам јас. И ти така направи го, налепи еден ред кал, озгора суи сламки и пак кал и сламки и ете ти го седелото и твоето како и моето. И гледај побрго да си го направиш, дури не ти дошло јајцето на газо, оти нема кај да го снесиш после. Разбра што ти кажав, али не разбра. Разбрав, сестрица. И рече и си одлета во семтот неизин. Од која прогугала, ошла кај блатото и постигнала во тињето да земи фуста, Арнам и се згнаси многу, тики дури и дошло за блуење и не зела кал. Си рекла со умо. Зар сумо од ластојцата ќе одам, со кал седело ќе правам? Зар не бидува со суи сламки? Така си рекла и собрала суи сламките и однесла седело да прави. Залепи чини една сламка на местото кај што сакал да го прави и падни е чинало. Стори ѓоа да ја залепи и падни е чини. Кога видео ти не се лепа сламките без кал, ватила да клава на еден камен згора надве натри и си направи седелота, снесла 5 јајца. Арнама дури да ја исквачи, 30 тркалија и 2 изведе. Ете, од тој себе гугучката и сега веди 2 јајца, а ластојцата 5. Чунки седелото и е убао на ластојцата.